асфалтирање на улиците и спортско игралиште во Тумчевиште и обнова и асфалтирање на патот од Чегране до Тумчевиште. Ова се работите што се реализирани во ова гостиварско село согласно договорот помеѓу жителите, министерот за транспорт и врски Милијан Киевски и градоначалникот на општина Гостивар Невзот Бејта. Во следниот период во Советот на општината треба да биде усвоена и одлуката за обнова и асфалтирање на патот од Тумчевиште до клучката на автопатот Тетово-Гостивар и изготвен проект со што ќе се достави до Агенцијата за рурален развој, од каде треба да се добијат потребните средства. Доколку се запази оваа административна процедура, следната година треба да започне обновата и на овој патен правец. Да се асфалтираат внатре улиците во селото, да се асфалтира и ова игралиште, тоа беше првата работа. Второто беше со асфалтирање на овие улици да се заврши и патот од Тумчевиште до Чегране. Третото беше градоначалникот заедно со советниците да иницира на Советот на општина Гостивар, тоа ќе биде на 30 овој месец, да се реконструира и патот од Тумчевиште се до автопатот и да се припрема проект кој потоа ќе биде аплициран до Агенцијата за рурален развој. 3 од овие од 5 заклучоци се веќе завршени, а 2 се во фаза на реализација. И јас тогаш пред месец дена ветив дека после месец дена кога и градоначалникот вети, за жал денес кога правда им причина не може да присуствува, јас контактирав со него дека ќе ги заврши работите и им ветив на граѓаните дека ќе дојдам да видам, да се уверам во реализацијата на тоа што го договоривме на тој состанок и ме радува фактот што сето она што го договоривме или е реализирано или се одвива со онаква реализација како што беше договорено. Јас повторно пак ќе дојдам тука некаде јуни-јули месец кога треба да биде во фаза на изградба и патот од Тумчевиште до самиот автопат. Јанакиевски најави дека во следните денови официјално ќе бидат представени новите современи системи за патарините, што нема да зависи од човечкиот фактор и што предвидува проширување на рампите за да се избегнат тесните грла. Според најавите, новиот систем ќе се спроведува етапно и се очекува целиот да биде завршен до средината на 2016 година.